дека тој веќе не е функционер и се брише, го нема веќе во базата, ова е смешно. Значи тоа мора да се смени. Понатаму, типови на корупција со државни пари. Значи имате 99% од овие пеачиве по телевизиите што се стручњаци за се, да не ги споменувам по имиња, 99% од нив се сопруги, синови или сопрузи на пратеници, директори, министри и така натаму. Значи можете, само гледате телевизија, кој се пројавува да застапува интерес на владачката партија, одма знаете чија жена е, чиј маж, чиј син. Тие, а па од нив 99% сите отидат на државни функции. Сега следечи се, па и то не уствари се вработи. Сега кој е следечи? Сега Никола Стрмов се јавува. Сега да видим Никола Стрмов кај ќе го сгрижи. Другите сите ги сгрижи. Значи остана тој. Понатаму, лобирањето во странството. Сега тука Васко нека слушало, поврзано е со финансирање на политички партии, бидејќи он таа тема е за. Пазите луѓе. Значи секоја година партиите се финансираат од буџет. Така. ВМРО излезе јавно да каже дека од партиската сметка се плаќани лобирањата во Америка што беа извадени сите на списоци. Па сега индиректно да прашам. Партиската сметка, сите чланарини што се уплатени, сите донации што се уплатени се помали од парите што ги добиваат на база на пратеници, советници и се што им следува по закон за финансирање на политички партии. Значи индиректно парите од буџетот одат за лобирање на владачката партија во странство. Тоа никој не го проверува. Втора работа. Закон за избори во делот за финансирање на избори. Има член. Значи ова е 5-6 години член. Сега дека што дам на вакви состаноци антикорупцијска министерство за финансии, тоа е многу битно. Поставам едно прашање. Како е тоа правно лице поврзано со политичка партија? Значи во закон стои. Значи овие одредби од законот важат за политичките партии и сродни правни лица поврзани со нив. Никој не може да ме обясни што значи тоа правно лице. Значи нема. А од друга страна во член 7 мислам дека кај што ги наведува како се финансираат, не сме да објавува друга дејност. И сега ова правно лице што е сродно со партија, кој е правно лице? И него тргат се стои, за да може некогаш кога нешто ќе направат да се покријат со тој член. Уште малци нема да држат. Понатаму, меници за функционери мора со закон да се забрани. Значи видете луѓе, не се виновни они, сакаат да бидат пратеници, сака министер да биде, сака државен директор на јавно предпријатие да биде. Мора да даде меницата таму, иначе му отиде имото. Значи мора со закон да се забрани дека меница дадена за таа и таа намена за станување државен функционер, дека нема да важи. Понатаму, лошо е што во Македонија исто, значи еве со државни, ме прашали мене некој на пример, на тие 20.000 што им ги простите долговите за струја. Зошто од мои пари да ги вратат на тие од буџетот со ева на компензираат со ДДВ, на пример, само не само струја, и другите долгови. Во Македонија цело време се стимулира неплаќањето. Значи ова не е само за ВМРО, и за СДС. СДС 2006 мислам година или 2005 беше, не е важно. Донесе одлука, кој не ги плаќал придонесите заплати, има 70% дисконт. Овие сега плаќаат на неплаќачите на струја. Зашто не се стимулираат тие што редовно плаќаат? Ке тие што редовно плаќаат не треба да има влијание на партија, така? А вака да вика, оп, ми ги прости парите супер, јас за нив ќе гласам. И уште една работа, со пензионерите, например, ова се. Законска обврска е да се 2 пати годишно да се зголемува пензијата на база на зголемување на животни трошоци. Они гледајте до кое безобразие е донесено нивото. Го носат законот дека 5% ќе им дадат на пензионерите. За 2 месеца го менуваат зашто се отложија изборите. Пензиите треба да ги дадат секој ноември првата недела. Пазете, а законска одредба. Е така, мислам дека може малце бе подлог, ама така интересно ми беше да ги кажам овие работи. Благодарам многу. Господин Јахи се извини, мораше да замине. Сега збор ќе му дадам на Ден Дончев, представник на коалицијата ВМРО за Македонија. Сакам се пат на представникот на ДУИ. Жалам што спомнат колегите на вакви собери, било каков собери да се разговара на тема, треба да има представници од владачката
управлявачките партии, но за жал таква е нашата денешна Република Македонија и ни остана една кој сакаме да се бориме да смениме нешто, да се избориме на начин на кој ни остануваме, на кој можеме. Вака сега, Македонија има проблем, сериозен проблем. И со цела почет спрема демагошкото излагање на колегата овдеш, исто да го кажам пред него, иако не знам ниту кој е, ниту функција го дуи. Да се зборува за некакви закони, веќе освен тоа ништо друго не слушнав, закони, во ситуацијата во која се наоѓа денешна Република Македонија, на вистина чиста демагогија и ништо друго, меѓутоа тоа го знаеме веќе го слушаме 10 години од дуи и од ВМРО да домене. Вака, да се наврзам нешто на што колегата од Левица кажа, повикувајќи се нешто на капитализам како модел или ако правилно разбрам што стимулира корупција. Видете, јас ви кажам следното. Моје, нека биде лично мислење, дека најголем дел од населението во светот, ако сакате, било кој човек кој е на позиција, доколку може да дојде и да се степне со средства, со пари на, да речем, на корупtivен начин, мислам дека многу мал број на луѓе се тие што не би го направили тоа. Тоа е, мислам дека човечка природа некаде. Што е тоа што не спречува? Тоа се законите, имплементација на законите и градениот систем кај што постои checks and balances, така контролни механизми. Тоа е тоа зошто американскиот модел и британскиот модел се покажа толку успешен 400 години, за разлика од било кој друг модел кој беше промовиран, дојде пазар, тоа замена и сега. Тоа се неспорни историски факти. Значи, причината зошто Америка, меѓу другото, е успешна на секој поле, бидејќи успеа да воведат систем на checks and balances на секој поле, бидејќи јасно им е, како што треба да гледа јасно нас, дека секој поединец е потенцијално може да биде во ситуација кај што подлегне на корупција, доколку не мисли или доколку ако сака да не се плаши дека ќе има одговорност. Тоа е факт, ако некој мисли половина, некој може постојано да спорим да дебатираме. Значи, ако оставаме корупцијата во таа рамка, постоела последните 25 години во Македонија, нема да седам овде да кажам дека нема да постои годината за било која влада, но прашањето е прашање на степен и што се превзема кога веќе се одгледа. Тоа е вистински да кажа. До кој степен дозволува системот да има корупција и што се превзема кога ќе излезе на видење таа корупција. Значи имавме корупцијски скандали до 2005-та, ќе имаме и после 11 декември, но никогаш, мислам дека никогаш во иднината на Република Македонија нема се случи тоа што се случи последните 4-5 години. И тогаш, ако го ставиме тоа рамка, прашањето е зошто се доведовме до тој степен да како општество да падне на тоа дередже, како што не се случи со проектот Вистината на Македонија, кој секој што има уши да чуе и разум да размисли, треба да остане јасно што всушност се случува во оваа наша држава. Затоа во програмата на ВМРО за Македонија нема воопшто акцент на било какви законски решенија, на било какви поединечни микро решенија, што до сега јас другите секретарите слушнав тука некакви генерално микро решенија. Проблемот на корупцијата во Македонија е макро. Што значи? Прво, демократија. Мора да ја вратиме демократијата во Македонија. Како предуслов за функционирање на другите клучни институции и системи и checks and balances кои се самите по себе си треба да бидат коректив за спречување на корупцијата или на казнување на корупцијата. Тоа подразбира по автоматизам праќање на владењето на правото. Значи, апсолутно верувам дека нема разумен човек во оваа држава кој ќе каже дека владењето на правото функционира во Македонија или не е надлежно на притисоци политички или дека вистинската мок во Република Македонија не е концентрирана на неколку корпорации, неколку поединци во
тесни партиски кругови. Значи, тоа е вториот апсолутен услов кој зборуваме за корупцијата. Тоа е веќе на владењето на правото, што подразбира независно судство е сега, тоа е голем проблем како да дојдеме до тоа, посебно некој превед до кој степен едноставно инфекцијата е ракот, е влезен во тој систем, во тоа судство, но тоа е нешто што ќе мораме да се соочиме како држава во едината за решавање. Тука спаѓа и полицијата и разните полициски служби. Ние кога тогаш како општество мора да дојдеме до реално деполитизација помеѓу полицијата и политичките партии. Како е можно да се политичка кампања на двајца кандидати за председател на Америка, така FBI да излегува 2 недели од FBI кога на власта демократите, така да излегува со обвинение против Клинтон, кое обвинение спрема сите процеки може би или најверојатно ја чинеше самиот избор. FBI, која сепак одговара до председателот на Демократската партија, но тоа е веќе врвот пред општество што покажува до кој степен има независност или поделба помеѓу полицијата и партијата на власт. Значи, тоа е третиот предуслов за кој треба да зборуваме како да стигнеме до решавање на корупцијата во Македонија. И тука и вие исто така од видумите имате важна улога, дали се слободни, демократски, слободни и независни видуми се сепак еден од тие контролни механизми во општеството кои представуваат свој виден чек и баланс или контролен механизам при обеледување на самата корупција која ќе настани, осудување на истата, но исто така и заштита на тие што излегуват и ја обеледуваат корупцијата. Тука можам да зборувам од личен пример. Јас мислам дека бев меѓу првите во 2009 година што јавно излегов со за мене јасни докази дека тендерот што беше за автобуси во тоа време на кој се набавуваат кина беа набавувани по астрономски високи цени. Тој тендер пропадна, за потоа повторно да влезе за друг аранжман. Меѓутоа, бев и политички активен и сум бил на разни функции и позиции. 2 години потоа, значи, не да се жалам, но сакам да говорам дека бев под константен стрес и пресија од управата за јавни приходи и нема што не ми направија во наредните 2 години. И се осетив дека немам заштита, значи немаше кај да отидам, нема на кој да се жалам, нема кој да ме заштити. Ако тоа може да се случи на мене, тогаш што очекуваме ние од така наречените демагошки прикажуваме дека имаме закон за заштита на сведоци или закон за заштита на свиркачи, но кои се тие checks and balances во системот кои стварно го заштитуваат тие свиркачи или тие заштитени сведоци? Значи, проблемот со корупцијата е далеко подлабок во нашето општество од некакви си микро законски решенија и бара сериозен ангажман од следната влада и доколку не се нафатиме со решавање на овие макро ситуации во нашето општество, било кој микро решенија од типот на таков закон, таква хармонизација останат само демагошки. Тоа би било за обштество. Благодарам, господин Дончев. Мислам дека сака да реплицира Марко Сергеј. Или се извинувам, господин, не, други може да. Благодарам. Иако со Ден Дончев сме во опозициониот спектар, сепак имаме јасни идеолошки разлики, тоа се гледа. Ние сметаме дека во ваквиот социоекономски систем капиталот ќе бара начин да го зголеми својата маса и обем. И се додека средствата за производство се во приватна собственост, во собственост на мал број луѓе, тогаш ќе се продолжи да се бара заобиколни патишта за да се оствари целта, тоа е зголемување на капиталот. Човекот не се согласен со него дека по дефолт е
селично суштество и егоистично суштество, за ова има бројни истражувања, тој станува таков под влијание на многу фактори. Меѓутоа, да, патот од 10.000 километри почна од првиот чекор и мора прво да се создадат некои предуслови тука во нашето општество за да се намали корупција. Толку да се. Благодарам много. Сега го отвораме панелот за евентуални коментари, прашања до панелистите, евентуално самите да продолжат да дебатираат. Некој имаме представници од Фроден, тоа е господин Тибор Серафимовски. Може би вие сакате евентуално да се включите во дебатата со некакви, ако не толку специфични